Да ги слушнав коментарите од официјални лица на Министерството за финансии, кои што кажуваат дека во обид да се дојде до поголеми средства, размислуваат за зголемување на старосната граница на пензионерите и размислуваат за зголемување на придонесите. Прво да кажам дека зголемувањето на старосната граница на пензионерите ќе биде многу непријатен чин за оние пензионери кои што се во трудоинтензивна дејност. И нив навистина тие едве чекаат да заминат во пензија, навистина ќе им падне многу тешко продолжување од колку што ќе биде продолжувањето. Второ, околу зголемувањето на придонесите. Нашата влада имаше обратна политика во тој правец. Во правец на зголемување на старосната граница, нашата политика беше да се зголеми старосната граница на оние кои што сакаат да работат подолго. И навистина луѓето има избор. Тие што не се во трудоинтензивна работа, одбраа да им се продолжи до 67 години, тие што се во трудоинтензивна, практично одбраа да завршат на минимум колку што им е потребно за да заменат во пензија, затоа што им е многу тешка работата. Овдека во делот на придонесите имавме целосно спротивна политика од ова што сега се најавува. Нашата политика беше во правец да се намалуваат придонесите, да се намалуваат и другите трошоци на компаниите, со цел компаниите да располагаат со повеќе средства и да ги вложат во висински инвестиции, во развој и во отворање на нови работни места. Гледам дека политиките на новата влада се што повеќе средства да прибери од компаниите и од граѓаните во буџетот. И тоа мислам дека е исклучително лошо, конкретно за зголемувањето на придонесите за здравство и за пензиско, ќе резултира во една од двете насоки. Или, веројатно, дел од работодавачите ќе ги намалат платите на вработените, односно ќе ги задржат бруто платите, но нето платата ќе се намали, затоа што ќе се зголеми делот за пензиско осигурување, делот за здравствено осигурување и делот на персоналец. И тоа ќе оди на терет на вработениот, тој ќе добие помала нето плата. На тој начин фирмата нема да загуби ништо, но ќе загуби вработениот. Од друга страна, некои од фирмите можеби и ќе ги зголемат платите, бруто платата, за да не ги намалат нето платите на вработените, но ќе станат помалку конкуренти. Нивниот производ ќе биде помалку конкурентен, некои од нив ќе се соочат и со нивниот опстанок. И навистина, како и да светите, или компаниите, или фирмите, или пак граѓаните вработени, ќе бидат во потешкоти и поверојатно е второто, дека фирмите, за да не пропаднат, ќе им ги намалат платите, делот на нето плата, на сметка на придонесите и на персоналниот данок на доход. Се на се, тоа е еден лош тренд и што е најважно, тој нема да донесе зголемување на средствата во буџетот на Република Македонија или пак во буџетот на Фондот за здравство и пензиско. Затоа што на тој начин, особено кога фирмите се притиснати да ги зголемуваат платите, ќе дојде до притисок за барање на начини за избегнување на плаќање на даноците и придонесите и на тој начин ќе дојде до зголемување на сивата економија. Така што буџетот така може да изгуби многу повеќе. Како што повеќе непријавени работници. Ќе има повеќе непријавени работници, ќе има работници на диво, државата ќе приходува помалку бидејќи тие ќе работат на диво. Вработените исто така ќе имаат проблеми со тоа што нема да бидат пријавени за здравство, за пензиско и така натаму. Ќе дојде до една поголема дисторзија на системот. Она што ние го направивме уште во 2007-та и кое што перфектно функционираше 11 години, беше на задоволство и на вработените, и на фирмите, и на државата, затоа што вработените им беше овозможено да добијат поголемо нето плати, фирмите или да заштедат, или пак барем да не плаќаат повеќе и да станат понеконкурентни. И на крајот државата приходуваше повеќе средства, затоа што немаше притисок во правец на тоа да мора да се оди во сива економија, да се избегнува плаќањето даноци. И така приходите во буџетот растеа со пониски даноци и пониски придонеси. Сега се оди во обратна насока и времето ќе покаже дека тоа е лош тренд, дека владата греши што го прави тоа. Таа се надева дека повеќе пари ќе собере на овој начин, но повеќе пари ќе изгуби на овој начин. Тоа би било отприлика одговорот. Јас би апелирал да се откажат од оваа политика. Ако навистина нешто беше вредно и многу поздравено од сите меѓународни експерти од светот, беше тоа што имавме ниски даноци, ниски придонеси, намалени. Ние ги намаливме придонесите за 1/3. Ги намаливме даноците, сериозно. Воведовме најниски даноци во светот.
Имаме најниска ефективна даночна стапка од 7,4% во светот. После нас се оние држави за кои што мислевме дека воопшто нема даноци, како Катар, Обединените Арапски Емирати и други држави кои што имаат многу нафта, газ, природен газ и така натаму. Така што треба многу внимателно да се управува со оваа работа, затоа што правецот е лош. Ќе трпат граѓаните и компаниите, а буџетот не само што нема да добие, туку може и да загуби.